Ќе влезеш во крим техника како службеник. Се сретнав таму со надлежните. Мене не се разбирам од крим техника. Не треба ни да разбираш. Треба малку да останеш таму. Штом ќе најдеш прилика, ќе влезеш во оделот каде се наоѓаат примероците земени од Кенан и ќе ископираш безбедносната картичка на некој од докторите. Примероците ли да ги сменам, бато? Не. Ти само ќе ги ископираш клучевите и картичката и ќе направиш шема некоја. Јас ќе влезам и ќе сменам. Сега оди види се со човеков. Пред да те земат на работа, ќе се распрашуваат за тебе. Човеков ќе ти каже што треба да правиш. Добро, бат. Биди многу внимателен. Не се издавај. Добро, бат. Господин Мете? Господин Мете? Господин Мете, добро сте? Господин Мете? Зема да излезам од овде. Готов сум овде. Не можам да останам. Смирете се, господин Мете. Првите денови се вака. Полека ќе се навикнете. 605 пари ми стана. Ме уништија, јас сум пропастен, ако останам уште малку. Ке се самоубијам овде во затворов. Ви дошол адвокатот, господин Мете. Може би донел некои добри вести. Умот, кажи дека дојде со добри вести, ке полудам овдека. Ама не полудувај. Сакам цел живот овде да скапеш. Кара. Седи. Моли се да не излезам од тука. Дента кога ќе излезам, ќе те распарчам тебе. Заборави на излегување. Во твоја корист е да останеш овде. Надвор нема ни еден ден да си жив. Само овде ќе ти дозволам да бидеш жив. Ама едно нешто да ми кажеш. Што сакаше од син ми, бе нечестник? Наместо син ти да има нечесен татко како тебе, подобро да биде мртов. Мете, нема кому да се фалиш овде. Овде нема место ни да дишеш. Ти без да се фалиш и без да дишеш, не можеш една година. После тоа никој нема да те познава. Никој нема да те посети. Ама биди спокоен. Јас секогаш ќе доаѓам. Со свој раце ке ту бијам, бе! Стражар, Мете полуде. Господин Мете, доста веќе. Полуде. Смирете се. Не, нечестников е кара. Помогнете му. Господин Мете, ќе Помогнете му на човекот. Господин Мете. Му се слоши. Што го гледате? Однесете го во стационар, ајде, да му стават инекција. Мирен. Јас ќе поднесам барање да го префалат. Ве молам. Ако се случи нешто, сите ќе ве Господин запалам, Мете, да ве молам, знаете. смирете се. Довете ме! Господин Мете, Кара! Отедете го тој нечестник! држи го, ќе си наштети Одете на го! себе. Однесете го во стационар. Нечестник! Доста. Кара! Ке одмаздам! Кара! Ке ти се одмаздам! Да знаеш! Кара!
Добре, дојде, бат. Здраво. Кога дојде списанија? Сега дојде. Пак ли испрати напис? Ага. Ти со пиштолов убили човек. Убив многу нечестници како тебе. Добро, тогаш ќе убиеш еден чесен. Но ти не можеш да убиеш. Бате, во списанието има ваш напис. Па, како дознал Полат Алемдар? Бате, ќе му го дознаеме местото од шифрата. Одамна се има прибрано нас не чека. Да одиме во преградка да му паднеме? Тој си го направи планот. Нас ни е редот сега. Повелете, господине. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Шеф, брате. Разговара со Полат Алемдар и тој не се согласува со ситуацијата. Вели, ако волку ги стрпиме луѓето кои служат на татковината, во иднина нема да може да најдеме човек кој ќе не служи. Господине, јас на времето ви реков на вистина ќе направиме воен удар. Вие зборувавте дека ќе ни ја одерат кожата. Ништо не вреди ако се каеме. Згора на тоа не се ни каете. Наместо да кажете да не го направевме 28 февруари, се уште велите не вака да направевме, не онака да направевме. Ние не направивме ништо противправно. Реакционерните сили ја окрулиле државата. Имаме куп докази. Зарем нема да покренам тужба за затварање на партијата? Почитуван обвинител, да имаше опасност од реакционери како што велите. Старците немаше да ви речат немојте. Собравте и сечоци од весници, неколкумина небитни фигури, ги представивте како револуционери и храбри борци. Но народот не поверува во ова. Не беа ли присутни од владата во Советот на безбедност да се противеа? Зарем можеше владата да излезе надвор од документ за национална политика за безбедност? Простете, но Америка и Израел ве искористија. Драги брате, вчера тие не искористија, денес старците нека искористат. Што велиме ние? Имаме ли вина? Дозволете да надокрадеме. Дајте ни подобра прилика. Господине, додека нашата земја се уште ја плаќа цената на договорите со Израел, како може да очекувате да не го гледа она што го сторивте? Добро, мил брате. Бараат одговорност од нас за 28 февруари. Но зошто не ги испрашуваат бизнисмените, медиумите, синдикалците кои се офајди од ова? Погрешно мислите, господине, и тие ќе дојдат на ред. Државните пари ги вложија во своите банки, а потоа ги продаваа со висока камата. На истата таа држава која ја измамија. Благодарение на кого го направија ова? Што убаво зборуваш? Расправајте се со оние што ја цицаат крвта на народот. Зошто со нас се расправате? Што сум јас крив? Тоа што се обидував да ги урамнотежам силите, што се обидував да не направат удар. Да дозволевме да извршат удар, 10.000 луѓе ќе умреа. Генералу, за време додека бевте началник на генералштабот, не се знае бројот на криминалот на воените тендери. Колку од нив успеавте да ги спречите? Наместо ова да го спречите со меморандум, ја контролиравте државата. Се плашам дека е готово со вас. Смири се, Селви, нема потреба да си напната.
Јас никогаш во животот не сум видела суд, ниту пак обвинител освен тебе. Не можам да не мислам тоа што ќе ме прашаат и што ќе кажам. Твојот маж, татко ти, голем дел од времето овде го минува. Не се сеќаваш ли? Како во сон, многу бев мала. Мајка ми вакви работи криеше од нас. Драга, нормално е да се возбудиш. Дури јас долги години сум обвинител. Да ме сослушуваат и јас би се возбудила. Не е лесно. Дојдов без да знаеме мати. Малку и затоа сум напната. Добро си направила. Ме мати повеќе ќе те ставеше под стрес. Немаш место за загриженост. Ќе се